Отвараме уште една спомена фактуелна тема во Македонија наутро и вака некако и ќе ја најавиме. Облека, апарати за домаќинство, храна, книги, парфеми. Граѓаните лани потрошиле милиони евра, плаќајќи и купувајќи преку интернет. Според податоците, во првите 9 месеци од 2021 година забележан е раст на онлайн трговијата од 84,5% во однос на истиот период во 2020. Што најмногу се позарало онлайн? На што треба да внимаваме при e-трговијата и која е предноста на e-трговијата како алатка? За ова се разговараме со нашата гостинка. Велам добро утро за Нина Ангеловска, председателка на Асоциацијата за e-трговија во Македонија. Добре ни дојдовте. Добре најдовте. Добро утро и поздрав на гледачите. Ајде на самиот почеток да го продискутираме оно што актуелно ни се случува. Колку пандемијата ги поттикна трговците да размислуваат надвор од рамката? Пандемијата генерално предизвика промени во начинот на кој живееме и делуваме во сите сфери. Едно од тие области е секако и купувањето. Не само промена кај трговците, како што споменавте, туку промена и во потрошувачките навики. Ако низ годините дигиталните вештини на населението и кај нас и во светот бавно се зајакнува и развива, сега на некој начин пандемијата како бустер нели го потикна тоа зајакнување на дигитални вештини и транзиција од офлайн традиционално купување кон онлайн купување. Некои земји достигнаа раст дури за само неколку месеци, предвиден раст од неколку години, односно нели потикнат директно од пандемијата. Во нашата земја ние следиме електронската трговија растот преку податоците кои ги објавува Народната банка и преку Државниот завод за статистика во аспект на тоа е методологија на база на анкета, односно се изјаснуваат испитаниците колку купувале онлайн, што купувале. Сега ако ја погледнеме податоците на Народната банка за 2020 година, кога започна пандемијата, споредено со 2019, па сега и најновите податоци, дел од нив ги прочитавте во најавата. Значи имаме пандемијата, ние гледаме низ графиците на e-трговија, анализирана по квартали, започна во 2020 март. Ако погледнеме вкупниот обем на онлайн трансакции, нема да забележиме драстична разлика, односно имало 30% раст во вториот квартал 2020, кога започна пандемијата, околу 30% во третиот и веќе 70% во четвртиот квартал. Но она што е интересно, можеби, каде што ќе забележиме огромна промена на однесувањето и на самиот график, ако го гледаме, е структурата, односно се повеќе се купувало кон македонските е-продавници, кои бележат трицифрен раст, вредноста на онлайн трансакции кон домашните, бележи трицифрен раст по пандемијата веднаш од вториот квартал на 2020, па понатаму во следните два. Сега најновите податоци всушност не даваат одговор на главното прашање кое што се поставуваше, а тоа е да, несумнено пандемијата дека потикна раст и ги промени навиките, ги натера бизнисите да се адаптираат, што повеќе да отворат онлайн продавници со цел да компензираат западот на нивните физички локации и секако да имаат пристап нови потрошувачи. Меѓутоа, значи ако погледнеме сега првите 9 месеци, дава одговор на прашањето колку овој раст ќе се задржи и по олабавување на рестриктивните мерки, затоа што тоа беше потурнат од рестрикции, затворени бевме дома, се грижевме за своето здравје и единствениот начин, всушност не беше избор, туку неопходност да се дојде безбедно до производи и услуги. Како што кажав, главното прашање на глобално ниво и кај нас, кое што го анализираше асоциацијата и во сеопфатните извештаи кои ги објавува, беше колку од овој раст ќе задржи по враќањето на некој начин на економијата во нормала, кое што веќе нели имаме олабавени далеку неспоредливо со почетокот на пандемијата. Во првите 9 месеци забележуваме веќе 68% раст на вкупната вредност и она што вие го прочитавте 84% кон домашните е-трговци. Значи значајно се промени структурата, продолжува да расте, охрабрувачки е што растот е задржан и значајно се промени структурата во полза на домашните е-продавници. Што значи тоа? Што најмногу се купувало и колку вкупно пари се дадени во домашни е-продавници? Во 2020 година 240 милиони евра е вкупната вредност, додека во 2021 само во првите 9 месеци е веќе над 270 милиони евра, што значи во 9 месеци сме ја надминале цела 2020 година во вкупна вредност. Додека кон домашните продавници се слеале 215 милиони евра, од кои што дури 94% се со домашни картички македонски, односно од домашни купувачи. Ако споредиме со пред неколку години,
околу 38-43% изнесуваше во структурата вкупната вредност кон купување кон дома, значи повеќе беше кон надвор. Ова говори за промената на потрошувачките навики, нели, се повеќе локално секако се свртеа. Од друга страна, логичен е падот на плаќање кон надвор заради, нели, патувањата кои што имаат голем удел во вкупната остварена вредност. А во однос на она, сега ги споменав, нели, патувањата беа погодени, што најмногу се купува онлайн кај нас. Тука сме негде исто како во сите европски земји, па и секаде во светот, најкупувано онлайн е облека, вклучително и спортска облека. А додека после тоа доаѓа спортска опрема, потоа споменавте и апарати за домакинство, електроника и така натаму, меѓутоа далеку најмногу, да речем над 60% од купувачите кои купуваат онлайн, прават нарачки онлайн, купуваат облека и спортска опрема. Велите, не радува нас во асоциацијата дека трендот на e-трговија расте, но фокусот ни е како да го задржиме и по комплетното олабавување на мерките или завршувањето на пандемијата. Што е оно што треба да го направат трговците за да го задржат овој тренд и натаму? E-трговијата е доста комплексна како од аспекта која гледаме на што све треба да се направи за да се задржи забрза растот, да се креира поволна околина, така и е комплицирана, односно бара многу ресурси, многу знаења и од аспект на самите компании. Значи, тука не спаѓа само да отворите e-продавницата, тука нели ви треба технолошко, да речем, ресурси за да ја отворите продавницата, меѓутоа тешкото доаѓа во менаџирање, водење, задржување, вклучени се многу процеси, потребни се не само голем сет на дигитални вештини, туку постојано надградување на тие вештини, затоа што многу брзо се менуваат работите, особено во дигиталните алатки и маркетинг. Значи, споредбата која направиме, ако отворите една продавница на физичка локација во мол, да кажеме, самиот мол и фреквенција ќе ви донесе на некој начин да влезат купувачи во вашата продавница. А меѓутоа, ако компаниите отворат своја продавница онлайн, треба веќе сами, значи нема таква природна фреквенција, освен ако отворат на дел од некоја маркетплейс платформа, што е пандан на физичкиот мол, нели онлайн мол. Значи, треба навистина, тоа е една од главните предизвици на трговците, кога правиме, нели, анализи, ги прашуваме што ви се предизвиците. Еден од предизвиците има наоѓање на квалификуван кадар, за да може да одржуваат и растат својата онлайн продажба и работење. Потоа други предизвици се со кои се соочуваат од аспект на достава, значи скапа достава, тешки се процесите и сето тоа кое што треба да се воспостави, треба да направат големи инвестиции кои што не секогаш за мал пазар може да си ги дозволат сите компании. Така што навистина има да речем предизвици, меѓутоа има и бенефити и многу компании ги почувствуваат тие бенефити кога брзо се адаптира, отвори продавници и некој компензира, некои дури успеа да остварат раст. Секако има и такви кои се затворија. И трговијата е привилегија, но мораме да бидеме искрени да кажеме и дека е и голем ризик, особено од почетокот на пандемијата, кога, како што велат граѓаните, секој почна се да продава онлайн. Какви се податоците кои што ги има асоциацијата во однос на злоупотребите на правата на купувачите? Да, ние често говоревме и за сивата економија во трговија конкретно сега, не само за злоупотреба од било кој аспект, меѓутоа ќе се осврнеме на тоа. И преземавме доста иницијативи во текот на минатата година точно за да придонесеме кон сузбивање на сивата економија во трговија. Потпишавме меморандуми со Државниот пазарен инспекторат и со други институции за да заеднички работиме и да направиме некаква промена на ова поле. Затоа што како што порасна трговијата, онлайн купувањето со картички од регистрирани продавници, така вивна и онлайн купувањето од нерегистрирани субјекти, особено на социјалните медиуми. И до нас купувачи поднесуваа представки, каде да се обратат, што да преземат. Исто така, еве и од Државниот пазарен инспекторат неодамна разговаравме, имаат над 200-300 добиени представки од измамени купувачи кои што бидејќи нема добиена фискална сметка, не купиле од регистриран субјект, законот потоа на некој начин не ги штити, односно регулативата едноставно не е скроена и не е доволно брза во следење на промените кои што се случуваат, особено од аспект на дигитализација и дигитална трансформација, односно
еве онлайн купување во овој случај. Значи купувачите секако дека знаете ризик има во секој аспекти се што правиме, ризик има и во традиционално купување, ризик има и во плаќање со готовина, ризик има и во плаќање со буквално во сите аспекти, меѓутоа тука е нели клучот да ги менаџираме ризиците и како и самите да се заштитиме. Па еве до купувачите, до гледачите, значи кои што се дел од онлайн купувањето, кои што сакаат или планираат да започнат да купуваат онлайн, значи треба да самите прво да внимаваат од каде прават нарачки, од каде купуваат, затоа што ако направат нарачка од нерегистриран субјектите, најчесто преку социјални медиуми, потоа и да поднесат представка во Државниот пазарен инспекторат, малта не Државниот пазарен инспекторат ќе каже врзани се рацете, немате фискална, дајте ни потврда, фактура дека сте направиле тоа купување. И тие представки најчесто се поднесуваат затоа што се измамени, односно не го добиле она што го виделе, што го нарачале, нели. Ако гледаме како да проверат на некој начин, ние тука имавме напори со Асоциацијата за e-трговија, па го лансиравме првиот регистар на e-трговци. Значи на регистарот може буквално да го впишат името на вебсајтот, компанијата од која планираат да купат и веднаш ако е регистрирана компанија која ги исполнува да кажем условите за работење, ќе им се појави. Овој регистар го објавивме во соработка со 5 банки, се ажурира на квартално ниво. Значи се црпат податоци од 5 банки, сите регистрирани трговци кои овозможуваат и плаќање, наплата онлайн и тука може да ги најдат. Од друга страна лансиравме беџ за верификуван трговец кој што може да го најдат на самиот вебсајт продавница од која планираат да купат. Тој беџ им гарантира дека тој е трговец регистриран и ги исполнува минималните законски регулативи за работење, што значи им влева некој начин доверба и сигурност. Би рекла дека најголемиот дел на измами се случуваат преку нарачките на социјални медиуми, што не значи дека се сите, значи има и регистрирани кои што нели за convenience или удобност на купувачот му ја преземаат нарачката и преку социјални медиуми. Меѓутоа оно што загрижува е нискиот даначен морал и едно од нашите истражувања, анализи еве за 2020, кога 3000 купувачи речиси одговорија на прашалникот, ги прашавме дали знаете дека кога нема да добиете фискална сметка сте дел од сивата економија, иако голем дел од нив знаат, го прифаќаат ризикот затоа што им е лесно и плаќаат на врата која ќе го добијат, те тако помал има ризикот кој го презеле. Всушност најголемите измами доаѓаат од нерегистрираните трговци кои што практично не одговараат пред законот за разлика од оние другите кои што се врзани со обврска. Тука мора да се направат промени, ние работиме на ова поле, ќе се обидеме да ги координираме напорите со институциите затоа што навистина е комплексна темата и бара здружени напори за делување. Оние регистрираните можат да бидат и наградени за својата успешна работа, за да ја препознаете нивната успешна работа и да ги потикнете останатите трговци да почнат успешна приказна. Организирате награди, првите награди за трговија. Всушност 18 категории можев да прочитам за недобрите трговци има. Така е, да, ова не беше идеја и е дел всушност од 2018 од анализите и препораките што треба да се прави за различни аспекти или на забрзување и отклучување на потенцијалот на трговијата и точно препознавањето, знаете секогаш кога добрата работа е препознаена е мотив за уште подобра работа, од друга страна ги мотивира и другите да се стремат да го напредат своето работење и да бидат нели препознаени. E-commerce Awards или награди во e-трговија, иницијатива на асоциацијата која што за прв пат се организира оваа година и ќе ги наградиме и препознаваме најдобрите од минатата за 2021 година во 18 категории како што споменавте. Тука ќе ни биде секако, бидејќи еве до гледачите апел да гласаат. Ќе се отвори гласањето на 20 јануари за да ни помогнат да го дадат својот придонес и да ни помогнат да ги одбереме најдобрите. Ќе имаме 3 секции, едната е шампиони во e-трговија, значи тука имаме e-трговец на годината, најпопуларна e-продавница избрана од публиката. Имаме најдобра новоотворена e-продавница за да стимулираме и препознаеме, нели како што споменав, раста онлайн купувањето, растат и новите отворени e-продавници. А втората секција е најдобри во избрани онлайн аспекти на работење. Значи тука покрај мобилна апликација за онлайн шопинг, најдобро корисничко искуство, воведавме и категорија за најдобро владено решение од областа на онлайн услуги, онлайн плаќање,
затоа што нели голема улога во дигитална трансформација игра и тој дел во зајакнување владата во зајакнување на дигиталните вештини. А тука имаме најдобра веб страна за плаќање сметки, бидејќи голем дел од овој обем 240 па 270 милиони евра отпаѓа на плаќање сметки, тоа не го споменав, значи не е само онлайн купување, тоа е моментално методологијата со која располагаме за да ги добиеме податоците, нели? И третата секција е секторски трговци, тука се нели облека која споменавме како најкупувана, храна, пијалоци и така натаму. Завршија пријавите, веќе околу 150 компании се пријавени во сите овие различни категории. Сега ќе се прегледува кои ги исполнуваат основните општите услови за пријава и специфични услови наведени во самите правилници и потоа ќе следи гласање од публиката од 20 јануари и потоа гласање од стручното жири. Кога ќе бидат избрани најдобрите? На почетокот на март ќе имаме свечен настан на кој што ќе ги прогласиме победниците. И така поводот за следно гостување. Сосема на крајот на разговорот, зошто да за и трговијата како алатка и за трговците и за купувачите? Наједноставно веќе не зборуваме за зошто да или зошто не, туку нема друг начин. Значи, за да стигнете полесно, со подоголема удобност, од каде и да сакате да ги обавувате сите работи, дали е тоа плаќање сметки, дали е користење на банкарство кое што има забележително растие за пофалба сега, дали е тоа да стигнете комуникација, значи сега не можеме да си го замислиме животот без интернет, така? Значи, така и веќе станува и трговијата, пандемијата на некој начин отвори исклучително време, исклучителна можност за трговијата, треба да го искористиме ова време, да ги зајакнеме дигиталните вештини, како на потрошувачите, така на компаниите. Едноставно, зошто да, ако сакаме да напредуваме, да имаме раст на бизнисите, да се интегрираме во дигиталната економија како земја, како граѓани, како потрошувачи, треба да се приклучиме кон онлайн купувањето и електронската трговија. Нина, благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Јас сум сигурна дека во текот на годинава ќе имаме поводи за следни средби и сериозни дискусии на теми кои што не засегаат сите нас. Благодарам и вас многу на поканата. Ние и со следниот прилог во Македонија наутро остануваме на истата тема на што треба да внимаваме при онлайн шопинг, ни открива колешката Јована Костадиновска.